Богатото момче што сакаше да земи од богатиот девојче. Чита Александар Станојков. Едно момче многу богато беше врлило мерак на едно девојче од еден чорбаджија, уште побогат од татко му на момчето. Со денеска, со утре, разбрал чорбаджијата и филјан момче од филјан чорбаджија врлил мерак на ќерка му за да ја земит за невеста. Жената му од чорбаджијата и таа беше разбрала и многу ќеот ја било чунти од богат син му ја сакале ќерка да ја земат за невеста. Најпосле, момчето пуштило стројници кај татка од девојчето за да му ја сакат. Татко од девојчето беше му рекол на стројникот да појди само момчето кај него да зборуваат, да после ќе му ја даел. Кога чуло момчето тој збор, при се што му било страм, пак беше ошло чунти голема севда беше имало за неа. Ебре момче, го прашал чорбаджијата, вистина ти ја сакаш ќерка ми да ја земиш за невеста? Вистина чорбаджија сакам, му рекло момчето. Мошне арно момче, и јас тебе те сакам, ама едно што ќе ти речам ако можеш да го сториш, без друго ќе ти ја дадам, му рекол чорбаджијата. Еве што сакам да сториш. Еден месец да продаш круши во табла на глава, помала и во чаршија, да викаш како што викаат друзите крушари. А, круши, а, со пари, со плоче, со бруќи, така да викаш. Во целиот месец дури да продаш, катаден пред порта моја да врвиш и да викаш, може и јас да купам од тебе круша, може и жената ми и ќерка ми да купи. Штом еден месец те видов да продаш круши, синко, без друго ќе ти ја дам ќерка ми со голема благодарност и за уверение, нати од раката моја еден подпис за оти ќе ти ја дам ќерка ми. А ако не можеш ова што ти велам да го сториш, орло и ногти да имаш, не можеш да ја земиш, вака абер да имаш. Ај ми со здравје сега, душко, му рекол чорбаджијата и го испратил. Од кога беше си ошло момчето дома, седнало во една одаја само и зело да мисли како да стори. Дали круши да продаат еден месец, дали да се арнесат од севдата. Арнама пусти мерак в коренет, ич може да се остаи од тоа девојче. Мисли, никако не можело да се премисли. Најпосле беше си рекол сам со себе. Море не круши да продам, ами јамал ќе се сторам само и само тоа добро да го земам. Утрото беше си приготвил една табла, терези и драмој и си купил круши, та тргнал помала да продаа. Секој што беше го видел беше се зачудил, чунки секој мислел оти испаднал од стоката и од сиромаштија дошол до круши да продаа. Едни што му знаеле алот мислеле оти се поморил Господ да чуат од думот што продаат круши, чунки тој беше беч туџари со голема сермија и ич кај му прилегало круши да продаа. Арно ама никој алот што му било не знаел, та зато кој како сакал си зборувал. Страм, нестрам, го помина месецот со круши продање и му ја зеде ќерка му од чорбаджијата. Зето, знаеш за што те натерав да продааш круши еден месец? Му рекол. За да ме помачиш, му одговорил зетот. Да после да ми ја даиш ќерка, дете, за тоа ме натера. Не да те мачам, зето, туку да те престрамам, му рекол чорбаджијата. Оти овој векиот скала, денеска си богат, утре може да осиромашиш, и откога си престрамен, не тргаш мака, чунти каква работа што да ти падни до рака, не ќе се страмиш да ја ваѓаш и еве ти живеачка. Ете, затоа те натарав зету да продааш круши, а не за да те мачам, му рекол чорбаджијата.